Организации, наши соработници, почитувани представници на медиумите, дами и господа, добар ден. Ви благодарам на присуството на денешната пресконференција на која што ќе го објавам годишниот извештај на Народниот правобранител на Национален превентивен механизам. Ова е седми поред годишен извештај во кој се прикажани состојбите во местата на лишување и ограничување на слободата на движење, а е содржана и анализа на преземените активности за превенирање од тортура и друго сурово, нечовечко и понижувачко постапување и казнување на овие места. Констатираните состојби и упатените препораки до надлежните органи се резултат на 48 превентивни посети во текот на 2017 година, спроведени од тимот на Националниот превентивен механизам со професионална подршка на експерти од различни профили институции, а чии експертски анализи се вклучени во посебните извештаи кои Националниот превентивен механизам ги доставуваше во текот на извештајниот период до надлежните органи и институции. Постапувајќи по препорака на Асоциацијата за превенција од тортура, Народниот правобранител и во 2017 година повторно подпиша меморандуми за соработка со повеќе стручни здруженија, а со обезбедени средства од страна на Канцеларијата на Комисаријатот за бегалци, преку времено ангажирање на повеќе лица, заедно со експертите како најгорешни соработници, изврши мониторинг на 3 казнено-поправни установи, 13 полициски станици, една посета на психијатриска болница Негорци и домо за стари лица во Битола, како и 30 посети во прифатните транзитни центри Виновица и Табановце, прифатниот центар за странци Газибаба, прифатниот центар за сместување на баратели за азил во Бизбегово, социјалните станови во Бизбегово, каде што се сместени косовските бегалци, како и посета на неформалните места на задржување на бегалци во село Војане и Ваксинци. Посетите извршени на притворскиот дел на затворот Скопје и затворот Струмица беа редовни, ненајавени, додека посетата на затворот во Куманово беше последователна со цел да се утврди имплементацијата на препораките дадени од Националниот превентивен механизам во годишниот извештај во 2014 година. Тимот на Националниот превентивен механизам посетата на притворскиот дел на затворот Скопје ја спроведе во соработка со Сдруженијето на психијатри на Република Македонија и Сдруженијето по судска медицина при Македонското лекарско друштво, а беше придружуван и од членовите на Подкомитетот за превенција од тортура на Обединетите нации. Посетите на затворот Струмица и затворот Куманово исто така се спроведува во соработка со експерти од повеќе области и здруженија, пошто беа изготвени посебни извештаи со препораки како во поглед на материјалните услови, така и во однос на обезбедување на потребен стручен кадар и почитување на правата на притворените и осудените лица. Од овие посети, неспорна е констатацијата дека покрај со лоши материјални услови за сместување на притворените, односно осудените лица, сериозен е недостатокот на професионален и стручен кадар во установите, што влијае на непречено остварување на правата на овие лица, како и на ефектите на процесот на ресоциализација за време на нивниот престој во казнено-поправните установи. Затекнатите лоши материјални услови, несоодветната опременост на просториите за сместување, влагата и недоволното затоплување во просториите, нефункционалниот систем на повикување, се само дел од причините поради кои препорачавме превземање итни мерки за санација на објектите во кои е сместен затворот Скопје, особено делот за притворените лица. Изразуваме сериозна загриженост и во тој контекст упатуваме јавен апел до управата за извршување на санкциите, како и до управата на затворот Скопје, итно да преземат мерки за почитување на достоинството и интегритетот на притворените лица во овој затвор. Од причина што при постапките утврдивме дека претресите на притворените се вршат во дежурна просторија, каде што лицата се изложени на погледи и на други службени лица. А поради недостиг на женски кадар во втора смена, надзорот врз притвореничките се врши од припадници од секторот за обезбедување од машки пол, што е спротивно на Мендела правилата, кои предвидува жените затворените да се чуваат и надгледуваат само од службеници жени, односно
дека ниту еден машки представник на кадарот нема да влегува во делот од установата намени за жените, доколку не е во придружба на службеник жена. Во разговор со притворените од затворот Скопје, тимот на Националниот превентивен механизам доби информации дека често се случува притворените да бидат навредувани по етничка основа, особено припадниците на ромската етничка заедница, а неретко некои службените лица за време на претресите се однесувале на груб, понижувачки и дрзок начин. За овие состојби со посебен извештај ја информиравме Управата за извршување на санкциите, како и директорот на затворот, а во оваа пригода уште еднаш јавно апелирам да се испитуваат наведените сознанија, како и сериозните наводи за корупција во затворот, поврзани со продажба на мобилни телефони и сместување на лица во простории во притворскиот дел, каде сигналот за телекомуникацијски мрежи не е блокиран. Инаку тимот на Националниот превентивен механизам при посетата и самиот се увери дека во делот затворот сигналот не е блокиран. Затворот Струмица е во уште полоша состојба. При посетата на оваа установа утврдивме дека нема приемно оделение, па новопримените осудени лица се сместуваат во просториите за изолација, односно во самиците, кои се во исклучителна лоша состојба. Тимот на Националниот превентивен механизам при непосредниот увид констатира дека во самиците истовремено се сместуваат и осудени лица со изречени дисциплински казни, упатување во самица, што представува вистински ризик од криминогена инфекција врз новопримените осудени лица. Инаку, според добиените информации, во самиците се сместуваат и по 3 лица, поради што многу често се вербалните и физичките пресметки меѓу овие лица. Инаку и во овој затвор недостасува кадар во секторот за обезбедување, особено од женски пол, поради што претресот на посетителите жени воопшто и не се спроведува, што пак ја доведува под прашање безбедноста во установата. Од друга страна, отсуствуваат какви било активности во образовната сфера, а процесот на ресоциализација се сведува само на повремени разговори со осудените лица, наместо на индивидуални и колективни третмани, кои би биле спроведени согласно планирани планови и програми. Со оглед дека медицинскиот персонал не е постојано присутен во установата, често изостанува преглед во првите 24 часа при прием на нови осуденици, а на лицата сместени во просториите за изолација не им се вршат секојдневни прегледи од страна на лекарот, иако истото со закон е задолжително. Медицинската заштита во затворите, кои ги посети Националниот превентивен механизам, и натаму се одвива во услови на недостаток на здравствен и медицински кадар, а забележана е и недоволна опременост, а некаде и неопременост на амбулантите со соодветна апаратура и лекови. Така во затворот Скопје по 20 часот нема обезбедено присуство на здравствен, односно медицински персонал од било кој профил, затоа што 20 лекари по општа пракса кои работат во 2 смени се со работно време до 20 часот, а во сабота само до 15 часот. Додека единствената медицинска сестра е со работно време до 15 часот секој работен ден и во сабота само до 12:30. Уште понезадоволителна е состојбата во затворот Струмица, каде што еден доктор од општа пракса и една медицинска сестра од здравствениот дом Струмица доаѓаат само 2 пати во неделата, по неколку часа, при што според добиените информации во просек бројот на прегледи во текот на еден месец е околу 60 на лица. Во овој затвор здравствени услуги од страна на психијатар или лекар-интернист воопшто нема. Ниту пак е ангажиран стоматолог, а поради тоа што лицата не се здравствено осигурени, истите се принудени да плаќаат за услуги во приватни стоматолошки ординации. Ако во затворот Скопје, во притворскиот дел, дистрибуцијата на лекови се врши од страна на вработени во секторот за обезбедување, во затворот Струмица на секое болно лице му се дава терапија за повеќе денови, кои тој самиот ја чува во себе, во периодот кога во затворот нема лекар, односно медицинско или здравствено лице, а за осудените лица кои примаат метадонска терапија, истата им ја дели службата за обезбедување. Укажуваме дека ваквата пракса во затворите е спротивна
на упатството за пристап до лекар, дистрибуција на медикаменти и лекарски прегледи вон установата, поради што препорачуваме почитување на одредбата согласно која пристап до лековите има само здравствен персонал во установата. Последователната посета на затворот Куманово имаше за цел да се провери постапувањето по препораките и укажувањата на Народниот правобранител дадени во извештајот од 2014 година, при што констатиравме дека поголем дел од дадените препораки не се спроведени. Имено, во затворот се уште не е решено прашањето со недостиг на вода, поради што во секоја просторија која што беше посетена од страна на тимот на Национален превентивен механизам, беше констатирано дека и осудените и притворените лица чуваат вода во пластични шишиња, што пак придонесува за зголемување на влажноста на воздухот во просториите. Системот за повикување во ниту едно од просториите на притворското оделение не е функционален, а користењето на правото на прошетка на притворените лица за време на неповолни временски услови и натаму е невозможено, поради тоа што престојот, односно просторот во кој што се користат и се движат овие лица, не е покриен. Иако Народниот правобранител уште во 2014 година има покажано на овој недостаток. Покрај наведеното, при посетата во 2017 година констатиравме повреда на правото на приватност и деградирачка состојба на притворените и осудените лица, затоа што дел од тоалетите се без врата, па лицата заради обезбедување на некаква приватност мора да закачуваат кебине или да се снаоѓаат на поинаков начин. Исто така, чести се случаите на мешање на категории на осудени лица, без да се има предвид тежината на кривичното дело, определената кривична санкција и други податоци битни при класификацијата на осудените лица, со што во иста просторија се сместени различни категории на осудени лица, што е недозволено. Позитивно во овој затвор е работното ангажирање на осудените лица во рамките на установата, но и надвор од затворот, врз основа на договор со фирми, што е добра пракса во насока на ефикасно и корисно исполнување на времето на осудените лица за време на издржување на казната затвор, како и отварањето на библиотека, која според информациите од спроведените разговори се користи од голем број на осудени лица. Почитувани, иако повеќе години наназад алармираме и препорачуваме подобрување на материјалните услови во полициските станици, состојбите и натаму остануваат непроменети. Во прилог на оваа констатација се податоците дека во 9 од вкупно 13 посетени полициски станици, кои со решение на Министерството за внатрешни работи се определени како полициски станици за задржување на лица, просториите за задржување не ги исполнуваат минимум предвидените меѓународни стандарди. Во полициските станици Кичево, Свети Николе, Валандово, Македонски Брод и Битола затекнавме простории за задржување во исклучително лоша состојба, па задржувањето на истите сами по себе представува понижувачки и некуман третман врз задржаните лица. Во овој контекст препорачавме просториите за задржување на полициската станица Валандово да не се користат и итно да се запечатат се до нивно реновирање и приспособување согласно предвидените стандарди. Во овој контекст сакам да ви информирам дека овие простории се најчесто без видеонадзор, имаат слаб проток на дневна светлина, немаат дополнително вештачко осветлување, влага има насекаде, просториите некаде се со многу мали димензии под оние предвидени со стандардите, руинирани, нефункционални системи на повикување, заеднички тоалети за службени лица, задржани лица и скоро во сите полициски станици кои што ги посетивме нема соодветно затоплување. Во полициската станица Аеродром, иако согласно одлука на Министерот за внатрешни работи, забрането е задржување на лица, за време на посетата тимот на Националниот превентивен механизам затекна лица кои беа задржани повеќе од 6 часа. Поради лошите услови и во полициската станица Драчево не треба да се врши задржување на лица, но при посетата и увидот во просториите, МПМ-от најде на знаци и индикатори кои укажуваат дека е можно задржување во просториите. Фактот што просториите не се запечатени или пренаменети за друга цел,
упатува на оваквата можност и на ризикот истите да бидат користени за задржување на лица. Инаку во ниту една од посетените полициски станици нема посебни простории за распит и разговор со лица лишени од слобода, приведени и задржани лица, и само полициските станици Битола и Струмица имаат адаптирано посебни простории за разговор со малолетни лица согласно Законот за правда на дете. Во 6 од посетените полициски станици нема пристапни рампи за лица со физичка попреченост, ниту пак има засебни тоалети за службените и за задржаните лица. Беше нотиран и проблемот со недостаток од техничко-материјални средства, униформи, возила, компјутери, стар инвентар во полициските станици, како и потреба од реновирање или изградба на нови објекти, за што се пожалија безмалку сите командири на полициските станици. Меѓутоа, иако една од препораките до надлежното министерство беше решавање на ова прашање, одговорот е дека за извештајниот период не се планирани средства за реновирање на објекти, односно дека нема издвоено финансиски средства за оваа намена. Од тука и констатацијата дека останува сериозен проблем имплементацијата на препораките на Народниот правобранител национален превентивен механизам, особено оние кои се поврзани со издвојување на позначителни финансиски средства. Како што напоменав, во текот на извештајната година, Националниот превентивен механизам изврши 30 посети на местата каде се сместени бегалците, а за констатираните состојби при посетите и за третманот на лицата на овие центри, јавноста во континуитет беше информирана. Иако бројот на бегалци со кои се соочува државата е далеку помал во однос на претходната 2016 година, останува нерешен проблемот со групните депортации, кои Министерството за внатрешни работи ги спроведуваше во извештајниот период, без никакви формалности и почитување на предвидените законски процедури. Од страна на надлежните органи не беше постапено по барањето на Народниот правобранител за доставување на видеозаписите од спроведената присилна депортација на бегалците сместени во Табановце во јули 2017 година, иако тимот на Националниот превентивен механизам од увид во истите неспорно утврди нехуман и нечовечки третман и однос од страна на полицијата спрема бегалците, меѓу кои имаше жени и деца, при нивното спроведување во возило. Воедно утврди употреба на сила, односно на средства на присилба од страна на припадниците на Министерството за внатрешни работи, кои не беа заведени во официјалната евиденција, за што со посебен извештај и со конкретни препораки го известивме надлежното министерство. Од друга страна, посетите во село Ваксенци и Лојане, каде што постојано се присутни невладини организации со кои Народниот правобранител соработува, покажа дека по затварањето на така наречената Балканска рута, значителни се зголеми бројот на илегален влез на бегалци, односно мигранти во Република Македонија, што доведе и до зголемување на активностите на кримчарските криминални групи и на илегалната миграција со сите ризици по животот и безбедноста на мигрантите и на бегалците. Во посебниот извештај, доставен до полициската станица за граничен надзор Сопот, препорачавме целосно да се истражи постоењето на какви било евентуални врски на полициски службеници со одредени криминални кримчарски групи. Во припадниот центар за странци продолжува праксата на задржување лица со решенија на Министерството за внатрешни работи заради утврдување на идентитет и покрај тоа што единствено надлежен да донесе решение за задржување, по тој основ е надлежниот суд. При една од посетите на прифатниот центар за странци, управата на центарот се обиде да прикрие информации за бројната состојба на задржаните лица, па при увидот во просториите, тимот на Националниот превентивен механизам затекна во заклучена просторија 5 бегалци од Сирија. За ваквото незаконско постапување ја информиравме јавноста, а истовремено упативме барање и до Министерот за внатрешни работи да преземе итни мерки за проверка и преиспитување на работата на центарот и утврдување одговорност на управителот. Следејќи го процесот на реадмисија, констатиравме дека Министерството за внатрешни работи во текот на извештајната година спроведе реадмисија на 40 бегалци, без нивно навремено информирање дека се во постапка на присилно враќање, при што истата ја спроведуваше и врз лица за кои е почната постапка за семејно обединување.
Минатата година Националниот превентивен механизам го мониторираше и решавањето на проблемот на косовските бегалци, кои по протекот на 18 години се уште се соочуваат со нерешен статус во Република Македонија, поради што не може да ги остварат законски гарантираните права од социјалната, здравствената, образовната, па и во сферата на домувањето. Во овој контекст, во насока на остварување на правата на оваа категорија лица, остваривме повеќе контакти со надлежни сектори и во Министерството за внатрешни работи и во Министерството за труд и социјална политика, Високиот комисаријат за бегалци, како и невладиниот сектор, а организиравме и 2 настана од кои еден е меѓународен, на кои беа преземени можни решенија и презентирани препораки за ефикасна интеграција на овие лица. Почитувани присутни, ова се само дел од состојбите кои Народниот правобранител Национален превентивен механизам ги нотира при неговите посети во местата на лишување, односно ограничување на слободата на движење. Многу повеќе детали има во годишниот извештај кој веќе е објавен на нашата веб страна, а верувам дека го добивте и вие во CD формат. И овој извештај, како и претходните години, ќе го доставиме до Подкомитетот против тортура на Обединетите нации и до другите меѓународни тела и органи. На крајот од денешната пресконференција, уште еднаш сакам да потсетам дека секој има право да биде третиран на начин кој нема да го наруши неговото достоинство и интегритет, а државата е обврзана да го почитува овој интегритет и правата на сите, да создаде услови за нивно остварување, независно дали се работи за македонски државјани лишени од слобода или со ограничена слобода на движење, или пак за странски државјани кои ги напуштаат своите земји, барајќи заштита во друга држава, вклучително и во Република Македонија. Денес, кога се одбележува Меѓународниот ден за поддршка на жртвите од тортура, како народен правобранител Национален превентивен механизам, до сите чинители во општеството упатуваме апел за апсолутна забрана на тортура, подсетувајќи на обврската за превземање мерки за ефикасна истрага и спречување на било какви акти на тортура и друго сурово, нечовечно или друго постапување и казнување. Јас имам 2 прашања до вас, малку надвор од темата, ми би да искористам приликата. Едното се однесува конкретно до каде истрагата на вашата институција во однос на малолетничките, особено оние домовите што се пораѓаат, односно каде завршуваат децата на малолетничките што се пораѓаат на гинекологија. И второто прашање е во однос на одредени информации кои што се појавија за случаи со мито при посвојување на деца. Имате ли конкретно некои информации, плюс и дали има истрага за вакви случаи? Во однос на првиот случај најавивме дека Народниот правобранител спроведува посебно истражување. Истражувањето е при крај, во фаза на подготовка и ќе биде јавно презентиран во јавноста. Покрај прибирање на податоци од надлежните јавни здравствени установи, каде што се вршат гинеколошки прегледи, породување и прекинување на бременоста, истовремено тимот од Оделението за заштита на правата на децата и лица со попреченост ќе спроведе непосредни увиди во самите клиники заради проверка на податоците кои што се доставени до институцијата Народен правобранител, а меѓу другото ќе ги следи и информациите за текот на постапката за дадени деца на посвојување. Во однос на вашето второ прашање за евентуални наводи за давање, барање, мито и така натаму, до Народниот правобранител не е доставена ниту една представка, но ги следиме општите состојби од аспект на нашата надлежност. Само прашање, како разлика би вашата гледиште на односот на полицијата на протестите, каде што пред неколку дена беше отворен повреди шокол? Отворивме постапки, го следиме случајот, веќе во 2 случаја будно ги следиме настаните, каде што имаме поднесени представки и од група граѓани и непосредно од заинтересирано лице кој што се почувствува повреден, каде што се укажуваат на наводи за користење, односно употреба на средства за присилба и употреба на сила од страна на полицијата. Постапките се во тек, се преземаат мерки во надлежното оделение на Народниот правобранител. Раоска, како гледате на случајот со Велес во кој го почнат да изгореа 3 дечиња и според вас каде вие отсирате одговорноста и нели тука во контекст на работата на социјалните центри? Во нашите годишни извештаи многу често укажуваме на потребата од еден поинаков систем на социјална заштита. Систем кој што
ќе биде достапен на вистина на оние на кои што им треба. Систем во кој што социјалните и други работници ќе бидат повеќе на терен и непосредно ќе ги утврдат состојбите за да можат благовремено да им помогнат на граѓаните. Ваквите состојби со трагичен исход треба да не загрижува сите нас, особено надлежните органи, вклучително Министерството за труд и социјална политика и надлежните центри за социјална работа, затоа што ако се точи наводите дека ова семејство е семејство кое што е по социјален ризик и корисник на социјална заштита, тоа значи дека тимот кој што работи, кој што го следи предметот, мора да знае што се случува во тоа семејство. Тоа би требало да биде најнормалната работа на еден центар за социјална работа, за да благовремено преземе мерки да превенира каква било траума, вклучувајќи тоа што се случува. Многу често во државата се случува родителите во потрага по изнаоѓање на дополнителни материјални средства, затоа што социјалната парична помош која што ја обезбедува државата е под секаков минимум за да може едно семејство да обстојува, очигледно дека забораваат и на она што се нарекува постојана родителска грижа. Што значи дека не е дека ги амнестира родителите, но од друга страна уште поголема е обврската на надлежните органи преку навремени, континуирани и советувања и следење на родителите и на семејствата и со преземани мерки да превенира такви состојби. Очекува Министерството за труд и социјална политика навистина сериозно да го испита постапувањето и да преземе соодветни мерки за евентуални пропуски. Има ли некакви подобрувања помеѓу двата извештаја? Овој извештај е приказ на состојби кои што не беа нотирани минатата година. Не случајно споменав дека последователна посета е направена само на полициската на затворот во Куманово, каде што сакавме да видиме во која насока се движат имплементацијата на препораките. Националниот превентивен механизам, знаете со какво кадар се соочуваше минатите години, но очекуваме дека оваа година уште со позасилено темпо ќе ги следиме, ќе го мониторираме имплементирањето на нашите препораки, како и согледување на евентуални нови состојби за да можеме да превенираме состојби. Националниот превентивен механизам е механизам кој што превенира. И неслучајно нашата констатација е дека кога станува збор за имплементација на препораките на народниот правобранител, многу тешко се имплементираат, бидејќи тие се сериозни и укажуваат на и системски, меѓутоа и на промени кои што бараат и финансиски средства, меѓутоа и